Добро, почитувани сограѓани, почитувани медиуми, на денешната пресконференција заедно со градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов сакаме да го представиме проектот кој што планираме оваа година да го реализираме, а тоа е реконструкција на улицата Орце Николов, со што ќе започнуваме со средување на сообраќајниот хаос кој што го имаме наследено години наназад. Ќе се реконструира коловозот со површина од 9330 метри квадратни по цела должина на улицата. На селектирани локации ќе се изврши подигнување на улицата, односно ќе бидат поставени 5 подигнати премини кои ќе служат како лежачки полицајци и ќе придонесат кон нормализирање на брзината на движењето на возилата. Знаете дека оваа улица беше прогласена за зона 30, но без механички средства никој не го почитуваше тоа, со тоа сакаме да придонесеме и да се контролира и брзината на сообраќајот. Ќе се постави еден нов монтажен кружен тек. Реконструкцијата на улицата Орце Николов е капитален проект, од кој што ќе започнуваме со средување на сообраќајниот хаос на стационарниот и на динамичкиот сообраќај во Дебармало. Ќе се воведе паралелно паркирање на ниво на улицата со нови џебови за паркирање. Во проектирањето на улицата водено е сметка за сите дрвја на улицата, да не се отстрани ниту едно дрво, сите да се запазат, а меѓу нив да се организира паркирањето. Коловозната лента ќе се намали на 6 метри, а за сметка на намалувањето ќе се изведат нови велосипедски патеки во должина од 2400 метри должни и пешачки патеки во должина од 2200 метри должни. Со реконструкцијата општина Центар не го стимулира автомобилизмот и движењето на автомобили, него напротив правиме инфраструктура за движење на пешаци и за движење на велосипеди. Со овој проект започнуваме веќе со изградба на инфраструктура и со сите оние активности што ги имаме и со градот и како општина за стимулирање на велосипедистите, со субвенционирање, ајде да кажам, за набавка на нови велосипеди и сега со изградба на инфраструктура заедно што работиме со градот Скопје, ќе придонесеме за намалување на бројот на возила кои што ги имаме на територија на општина Центар, сообраќајот, но и пред се обезбедување на соодветни паркинг места за луѓето кои што живеат тука. Благодарам.